Сега сакам, доколку се наоѓате во таква ситуација, во таква состојба, да ви помогнам да се ослободите од таа емоција со тоа што ќе ви дадам друга перспектива, односно ќе ви кажам дека постои нешто што се нарекува оптимизам и нешто што се нарекува позитивно размислување. Која е разликата? Оптимизам е став кој го имаме дека во иднина ќе дојде до еден позитивен резултат. Не сега, во иднина. Што автоматски прави и сега да се чувствуваме подобро. Од друга страна, позитивно, агресивно размислување значи негирање на ситуацијата што имаме сега, заменување со позитивна мисла. И тоа често не функционира, може би функционира на краток рок, но на долг рок не, затоа што нашиот ум по автоматизам е научен да се грижи, да не спасува, да биде буден на негативните сценарии што може да ни се случат. И тоа му е природна состојба. Иако од друга страна природна состојба ние да сме весели и позитивни, сепак постои еден дел од нас, нашето его, кој не чува, не пази и има постојано задача да размислува што лошо може да се случи за да не заштити, да ги имаме сите сценарија предвидено. Сега, доколку постојано размислуваме позитивно и силено и автоматски ја негираме ситуацијата каде што сме сега, на тој начин ние сме во конфликт сами со себе и тоа ќе не умори. Затоа е насловот на ова видео дека позитивното размислување уморува доколку нема подлога. Зошто размислуваме позитивно и доколку нема емоција која го